дали може да не објасните каде ги запознавте и кои се нивните квалификации, стручни, академски и по однос на работно искуство, господинот Александар Ружин и господинот Љупчо Зафировски. Ваши советници, првиот господинот Александар Ружин, дипломатски советник за економска, културна и социјална соработка со Белгија, Холандија, Луксембург и Франција, многу битно во овој период на очекување на одлука за датум за преговори. И вториот советник за кого што не можевме речиси ништо да пронајдеме, ниту на Google, ниту на интернет, ниту на Facebook, ниту по било кои други портали кои што даваат некакви академски референци, господинот Љупчо Зафировски, кој што е советник за олеснување на процесот за пристапување кон ЕУ. Првиот советник, господинот Александар Ружин, добива месечен надомес од 50.000 денари. Вториот советник, господинот Љупчо Зафировски, непознат за нашата јавност, но веројатно добро го познавате вие, добива месечен хонорар од 75.000 денари. Колку често се гледате со нив, какви извештаи ви доставуваат, која е динамиката на работа, може ли да споделите некои од тие извештаи со нас, да знаеме со кои делегации се сретнале, каде лобирале, што постигнале и како ги оправдуваат овие високи месечни плати кои што се плаќаат од државниот буџет и од даноците на граѓаните. Александар Ружин е личност која што се има образовано во Франција. Има задача од мене лично и од дел од министрите да помогне во делот на соработката со Франција и со земјите од Бенелукс, заради тоа што има своји конекции, има своји познанства. Син е на бившиот амбасадор Нано Ружин. Работиме на неколку проекти. Еден важен дел е тоа каде што сме фокусирани сите на привлекување на странски инвестиции, токму тој дел. Сакаме да имаме повеќе инвеститори во Франција. Најголем дел од техничките детали околу разговорите на компаниите кои што проверуваат мерки, можности и слично во нашата земја ги спроведува тој, заедно со самите компании присутен во тир зоните, разговара со градоначалници, со самите министерства и слично, вклучени во постапката каде што сакаме да анимираме неколку компании од Франција во делот на екологијата. Господинот Љупчо Зафировски доаѓа од приватниот сектор, дел од времето живее во Париз, дел од времето е овде. Има приватни конекции и врски токму од дипломатскиот дел, околу кабинетот на председателот Макрон и во владата во Франција. Во овој период за нас е од помош секој што може да помогне, да охрабри, да сподели плюс информација. Нашите мислења се дека Франција има многу малку информации за она кое што треба да го знае, освен тоа што го добива од редовна процедура од пријателот амбасадор кој што навистина работи со нас, ги знае деталите и слично. По однос на господинот Александар Ружин, неговиот најголем адут, што е советник во вашиот кабинет, е тоа што е син на поранешниот амбасадор Нано Ружин. Инаку, она што гледаме што е јавно објавено од негова страна, е дека е собственик на фирма за продажба на автомобилски гуми. Јас би сакал да успее во привлекување на некоја ваква фирма, но мислам дека ја подценувате македонската јавност ако сметате дека тој, како советник, може на државата, платен со државни пари, да ја помогне сериозно во конекциите стопански и економски со Франција, Белгија или Холандија. Доколку би биле малку посериозен во трошењето на буџетските пари, наместо него вие би ангажирале поранешната министерка Илинка Митрева, која што има најголеми конекции и во Франција и во франкофонските земји.